Овај убав зимски ден се наоѓам овдека во општината Старо Нагоричане. Потошто речено се наоѓам на стариот пат помеѓу селото Младо Нагоричане и Старо Нагоричане. Десно од мене се наоѓа базатната карпа од некогашниот изгасен вулкан кој што овде се наоѓа, а лево од мене се наоѓа Куманското поле. Во општината Старо Нагоричане, кога ќе дојдете во 30 населени места, ќе најдете само историја. Да, само историја. Ако сакате да ги видите визуелните убавини, богатството на неговото минато, на луѓето кои што живеат во него, неверојатните пейзажи на 40-тината мала распослани во пазовите на долобитните карпи на некогашниот, а сега веќе изгасен вулкан, на доминацијата на човекот над природата и доминацијата на природата врз човекот, на контрастот на јаловата и плодната земја, на маглестите утра и сончевите денови, на чистиот и свежиот воздух оплеменет со мирисот на растителниот свет, дојдете во селото Младо Нагоричино. Младо Нагоричино може да ви пружи секогаш повеќе од она што го очекувате. Едноставно ви се чини дека зад секоја педа земја има нешто што ќе ви го сврти вниманието и ќе ве потсети на славното минато на ова село кој што изобилува со сведоштва на цивилизациите кои создавале на овие простори. Прекрасните фрески и икони со кои изобилуваат црквите во Младо Нагоричино не ве оставаат равнодушни, бидејќи едноставно пленат со својата убавина и раскош како ретко каде на друго место. Повеќето фрески и икони се дело на раците на Ефтихи, Михајло Астрапа и Дичо Зографот. Сигурни сме дека ќе се воодушевите од човечката генијалност која пред околу 4000 години на импозантниот базалтен вулкански жегликовски камен во науката попознат како Костоперската карпа создале цивилизација која што и денес е вистински мистерија на современата наука. Но секако најмногу ќе бидете воодушевени од 1292 мештани, иако со различно образование, материјална состојба, но воедно исто весели, гостољубиви, вредни, влюбени во добрата песна, домашната ракија и вино и исполнети со неисцрпен оптимизам. Тука не можете да пронајдете досаден и неразположен човек, свесен за својата историја и со љубов ја гради својата иднина. Додека го правим разговорот со мојата домаќинка Даница овдека во селото Старо Нагоричане, се погоди да тој разговор го правиме и за самата слава Света Петка, која што е незина слава. И овдека нова трпеза е дел од тоа што ги има таа спремено за славата. И ете, сме тука гости, дојдовме непокани да ја честитаме славата. Домаќинке, ајде дојди да ја честитаме славата за Севика. Ајде дека ти е славата за многу години. Фала, да сте живи и здрави. И да се видиме зуба за до година, што се вика. Фала. И на вас све најубаво и до година па да ми дојдете на слава. Да след добра мисла ќе намириме пак. Така. Дојдете пак. На 1 километар северно од селото Младо Нагоричане се наоѓа малото Војевска мала. А на 100 метри, исто така северно од малата Војевска мала, се наоѓа истоимената карпа наречена Војевска карпа. А овдека, заедно со Новица Трајковски, кој што е еден од мештаните на ова мала, дојдовме да ја видиме Џаволската пештера, кој што се наоѓа во овие карпи овдека. И ќе се обидеме да ви доловиме дел од таа убавина што овдека постои. Освен што ги има фреските во црквата, што има, кои се лицата че ги има во оваа црква овде? Исто така има цртежи на кој е представен маж со стрела и до него има жена и деца и тоа представува, има на страна една срна, тоа представува тогаш дека кажува на жената и децата дека тој ќе оди во лов по храна.
Локалитетот Жеглиоковски камен или попознат како Костоперската карпа се наоѓа на 9 км источно од Куманово. Тоа е импозантна базалтна карпа од вулканско потекло на која постоела населба уште од бакарното време, е неолитот од 4 до 3 милениум пред нашата ера, сместена на самото плато на карпата. Археолошките истражувања на енеолитската населба дадоа богат археолошки материјал, особено керамика, која изобилува со прекрасни садови, особено ефектни се оние во графитна техника и со геометриски мотиви, како и ситна пластика, орудија и слично. Во раноантичкиот период, 5 или 6 век пред нашата ера, се развива населба на јужната падина на локалитетот која била напуштена во 3 век пред нашата ера, за да повторно заживее во римскиот период. Како доказ се откриените римски гробови, а и малку под одснежната ранохристијанска базилика на врвот на платото, веројатно од 5 век од нашата ера. Новица заедно со неговиот другар Сашо, овдека ме донесува под ова карпа на едно друго светилиште, каде што се наоѓа црквата Света Петка. Арно, ама овдека не можеме да влеземе во светилиште затоа што неодамна е одрната карпата, а како што ми кажува овие млади луѓе дека овдека до неодамна може да се влезе и да се видат фреските и во ова христијанско православно светилиште. Интересен е и подземниот објект во јужното подножје, идентификуван како цистерна, составен од 2 простории и пристапен ходник. Од некогашните средновековни цркви во близина на карпата, околу 40, денес постојат Световрачи, Свети Никола во Темели и како особено важни се за науката Свети Ѓорѓи Победоносец и Света Петка од пост-византискиот период. Ова е тој доломитски вулкански камен, кој што овдека пред многу години, векови, постоел вулкан, сега изгаснат. Скоро 80% од 12 мала овдека во општината Старо Нагоричене, поточно речено во селото Младо Нагоричене, се изградени објектите, значи они стари објекти, кујки, трла, огради и така натаму. Ова е тој доломитски камен, вулкански. Да го ста на местото кој што му е гостил негови домаќин. Така. Ја живеем во Бујевска мала, се вика, оваа мала Бујевци. Село има 40 и неколку мале. Овде има околу 20 куќи и има 50 жители. Овдека во непосредна близина на селово се наоѓа и една карпа горе. Како ја викате карпата овде кога што се наоѓа? Овој се вика Бујевски камен. Бујевски камен. Да. И што има тука овај? Што се има во да се види тука? Туј се работало едно време, вадила се коцка за калдрма за улици. И од пред до 57, од 57 е затворено. Како систем. 35 години камен съм кршил овој деда. 35 години. Камен кршен. Зашто го правевте каменот? Па чуиш оној спомник, знаеш што е на площад. Тој сам дељае 3 месеца и 1 месец поставен у место. А 3 месеца дељае 10 души. Обртямо, дељамо и тој е направен за историја. Така. Си видел? Видов, да. Тоа. Тешко е ли да се клеса каменот? Аби, добро, занатни тај. С чукче, А не само ја, 10 души. Од каде го наоѓавте каменот?
Ovaj karpa što je ovde preko žade, tu se je našli. Taj kamen. To je jednostavan bio. Posle drugi dodavali tije takve работи. На друго место камено, кај го носевте ово што оклесавте, освен плошталот? На площадите. Има и други. Деljano за ивице, за тие такve работи. Уредено. Од некогашните средновековни цркви во близина на Карпата, околу 40-тина, денес постојат световрачи, Свети Никола во Темели и како особено важни се за науката Свети Ѓорѓи Победоносец и Света Петка од пост-византискиот период. Една од многуте средновековни христијански православни цркви во општината Старо Нагоричане е и црквата Свети Ѓорѓи овдека во селото Младо Нагоричане. Денеска ова црква е во фаза на реконструкција, а таа реконструкција ја вршат првни мајстори од оваа област по потекло од Кривополанечко. Во непосредна близина на црквата Света Петка се наоѓа и оваа црква посветена на Свети Ѓорѓи. Не се знае точно кога датира црквата, има различни мислења од 11, почеток на 15, од времето на деспотот Стефан Лазаревиќ, 16 или 17 век. Се работи за доста интересен архитектонски објект. Граден е од разновојни обработени камени блокови од светла до темно-окер и жолтеникава боја, долги до 1 метар, а во изработка на прозорците и украсите во горните делови е употребена црвеникава тула. Се работи за трокоравна базилика со развоен впишан крст во основата. На западната страна се наоѓа широк варосен нартекс, издвоен од наосот кој никогаш не бил живописан. На источната страна се наоѓа тристранна апсида која однатре е полукружна. Главниот влез е на западната страна, но повеќе функционира влезот од јужната страна. Западната фасада е украсена со бифора и по една монофора од двете страни, спуштени на подното ниво, сместена во декоративен лак од црно-бели квадрати и слепи арки на конзоли, кои ја осликуваат сводната структура во внатрешноста, изведена на изменични движења и светли темни блокови. Ваков декоративен лак со бифора се наоѓа и на јужната страна. Овие елементи се карактеристични за исламското градителство. На прво место е и ниската купола, односно калота, натре во наосот. Над апсидата се наоѓа камена розета. Се мешаат елементи од ерменско и турско влијание, што не наведува да ја датираме црквата од 16 век. Од откриените сонди на живописот може да се види дека фреско-сликарството, па и архитектурата ја следат програмата на Свети Ѓорѓи во Старо Нагоричане. На сводот е понов живопис од 19 век. Во куполата е Христос Вседржител до појасно. Иконостасот, репрезентативен и доста висок, е од 1892 година. Имате ли кој ви е слава на селово? Летна слава? Летна слава не е Света Петка. Света Петка. Селска слава. Так. А куќна слава Петковна. Так, сега да ми кажеш, имате црква ваша? Имаме. Црквата Света Петка во Младо Нагоричане е еднокоравна градба со наос на североисточната страна, одвоен нартекс на западната страна и параклис на јужната страна. Црквата била живописена во 1628 година, веројатно непосредно по изградбата. Градена е од покрупен и посетен камен. Покриена е со двосливен покрив од керамиди. Во 2003 година е извршена конзервација на живописот и архитектурата. Карактеристично е што оваа црква нема апсида на источната страна, единствен пример во Жегликово.
Живописот е мощно оштетен. Сочувани се фрагменти од циклусот на Света Петка на јужниот зид на нартексот во втората зона на двете слепи архиволти, а низа од попрсија на маченици во цветни чашки се насликани во двете волути на архиволтите. Во олтарот, во централната апсидална конха, на врвот е представен ликот на Богородица Оранта. Овие фрески се многу избледени. Во проскомидијалната конха е насликан светител во цел раст, избледен архиџакон Стефан. Црквата е типичен представник на црквите од поствизантискиот период. Една од многуте историски случувања кои што на овој простор се случиле е случувањето на првата Балканска војна овдека Кумановската битка. На 10 километри од Куманово, на 5 километри пред селото Младо Нагоричане, се наоѓа спомен обележјето Зебрењак. Овдека е првата битка помеѓу српската војска и отоманската војска за ослободување на овие краишта од Отоманската империја. Во атарот на селото Младо Нагоричане се наоѓа споменикот Зебрењак, подигнат во чест на жртвите од првата Балканска војна, загинати на ова место во познатата Кубановска битка 1912 година. Изграден е во 1937 година од сив базалтен камен. Над кружната конструкција, висока 18,5 метри, се издигала тристрана пирамидална кула висока 30 метри, која денеска недостасува. Била разурната за време на бугарската окупација во 1942 година. По својата архитектура, овој споменик бил единствен на Балканот, дело на белградскиот архитект Момир Коруновиќ, а градежните работи ги извршил Михајло Арангеловиќ, предприемач од Црна Трава. Во Кумановската битка загинале 723, ранети биле 3441 и исчезнати 603 војници на српската армија. Во ова армија биле мобилизирани и мештаните од Кумановско. Една од битките со која е решена првата Балканска војна била Кумановската битка, водена на 23 и 24 октомври 1912 година. Во Кумановската битка учествувала првата српска армија под команда на Александар Караѓорđević од една страна и турската вардарска армија од друга страна. Во дводневните борби на ово место, Зебрењак, бил поразен армискиот корпус на Фети Паша, кој бил дел на вардарската армија под команда на Зеки Паша и бил принуден на повлекување кон Скопје и по Вардаријето. Сојузот на балканските држави и победата на турците на овој дел на Балканот значи пораз на средновековниот турски феудализам. Ако сакате да ги видите визуелните убавини, богатството на неговото минато, на луѓето кои што живеат во него, неверојатните пейзажи на 40-тината мала распослани во пазувите на долобитните карпи на некогашниот, а сега веќе изгаснат вулкан, на доминацијата на човекот над природата и доминацијата на природата врз човекот, на контрастот на јаловата и плодната земја, на маглестите утра и сончевите денови, на чистиот и свежиот воздух оплеменет со мирисот на растителниот свет, дојдете во селото Младо Нагоричино.